Високите температури кои ја зафатија на целата држава може да влијаат на повеќе начини врз вработените, доколку работат во услови на топлотен бран. Загревање на телото, потење, колабирање, губење на свест се некои од состојбите кои може да се појават. Лекарите апелираат строго да се почитуваат препораките издадени од владата и да не се изложуваат работниците директно на сонце, а особено градежните работници. Ако топлото време може да влијае на повеќе начини врз вработените, ако работат во услови на топлотен бран, може да дојде до загревање на телото, до енормно потење, до колабирање, губење на свест и кај некои вработени, например, од градежните фирми, може да дојде и до последици, несакани ефекти, несреќи при работа. Затоа е строго препорачено, по мене треба да биде и наредба од владата, не само препорака, да не се работи, да не се извршуваат градежни работи, посебно работници што работат на висина, дека не смеат да работат во услови на топлотен бран. Може да дојде и до намалување на крвниот притисок и најчесто до колабирање. Тие се најчестите последици од топлотниот бран. Преграјување на телото, колабирање, губење на ориентација, равнотежа, дезориентираност во просторот. Тие се најчестите симптоми на сончаница и топлотен удар. Лекарите апелираат на предпазливост на ризичните групи, да ги почитуваат мерките и препораките, редовно да ја земаат својата терапија, бидејќи и во периодот кој следи, температурите ќе бидат претежно високи.